Зеле државно земјиште не плаќале закупнина, не засаделе ниту една семка. Земјата зјае необработена, ама државни пари како субвенции легнувале на сметка, исто како да произведуваат тони и тони земјоделски производи. На овој начин законски ја олесниле државната каса за цели 785.000 евра. Министерот за земјоделство Цветан Трипуновски обелодени дека неговиот претходник Лјупчо Николовски дозволил две фирми, една од Скопје, друга од Струмица, на ваков начин незаконски да се збогатат. Закупецот требало преку бизнис план кој што го понудил до Министерството да инвестира над 2.450.000 инвестиција на предметното земјиште, а во моментот на контрола од Државниот инспекторат за земјоделство е констатирано дека има инвестиција од околу 300.000 евра. Исто така инспекторите констатирале дека закупецот нема платено закупнина за 2022 и 2023 година, со што дополнително направена штета на буџетот во износ од 60.000 евра. Постапено е спротивно на член 8 и 8а од Законот за земјоделско земјиште и воопшто не е евидентирано земјоделското земјиште кое не е обработувано по основ на склучените договори и не се преземени никакви мерки за опомена, укажување или раскинување на договорите. Поред него, вториот закупец на земјоделска површина, фирмата од Скопје, 3 пати преку анексија намалувале закупената површина, но добивале субвенции како за првичната површина, поради некоординација на Министерството за земјоделство и платежната агенција. Поради неизвршување на законските надлежности и обврски од страна на Министерството и да спроведе постапка најнапред за бришење од единствениот регистар на земјоделски стопанства и некоординација со Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, се овозможило на закупецот и по раскинување, повторувам, и по раскинување на договорот за закуп, закупецот да може да продолжи да аплицира за субвенции, односно Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството за периодот од 2021 до 2023, вкупно 3 години, на закупецот да му се исплатат над 19 милиони денари по основ на субвенции. Трипуновски се сомнева дека на ваков начин се испумпувале пари од државниот буџет за криминални цели и ги повика обвинителството и МВР да постапат по случаите и да ги истражат злоупотребите. Министерството дополнително собира документација за уште 3 вакви случаи, во кои постојат индиции дека поранешниот министер и раководителите во Министерството за земјоделство и во Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството со непреземање никакви мерки дозволиле несоодветно да се трошат пари од државниот буџет.